Тоа беше Сара Нетањаху, или најмоќната омразена жена во Израел. За оние што можеби не ја познаваат, Сара Нетањаху е третата сопруга на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Таа е и ќерка на Шмуел бен Арци, израелски еврејски просветител, поет и библиски изучувач, роден во Полска. А што е најважно, таа е обучен психолог. И сомнително е дека некој повторно би сакал да ја слушне како го повишува тонот. Значи, од каде доаѓа омразата? Па да почнеме од почеток, нели? Па Бенјамин и Сара се венчаа во 1991 година. Кој знае дали тоа беше љубов на прв поглед, но едно е сигурно, дека се одлични партнери во криминалот. Особено кога станува за збор за заветот во добро и во зло. Еве некои од грдите детали. Ова е Дејвид Шимрон, кој случајно е братучет на Бенјамин и поранешен адвокат. Тој наводно подготвил таен договор на 15 страници меѓу Бенјамин и Сара во 1990-тите, со кои се доделиле интересни извршни овластувања, како на пример да има збор за националните прашања, вклучително и правото на вето. Договорот наводно бил потпишан откако Бенјамин објаснил за неговата афера со секс снимка од 1993 година што ја имал со член на персоналот, за време на која Сара му била поддршка. Така, овој совршен брак беше зацементиран со договор, она што Биби го нарече груба лага, додека Сара негираше дека има моќ зад сцената. Навидом тоа е навистина партнерство за злосторствата против човештвото. Но, ќе се осврнам на тоа подоцна. Нивната врска се зацврстуваше скандал по скандал, а Сара привлекуваше внимание со своето однесување. За време на првиот мандат на Бенјамин, како израелски премиер во доцните 90-ти, Сара беше обвинета за екстравагантно трошење на државни средства, нешто за што парот и понатаму е обвинет. Таа се соочува со кривична пријава за прикривање оброци од $100,000 од скапи ресторани во премиерската резиденција, при прикривање на фактот дека имала лични готвачи на платниот список на владата. Овие обвиненија може би предизвикаа некаков гнев кај неа. Само гласно размислувам. Така, во 2010 година, една куќна помошничка ја обвини дека ја навредила и случајот беше решен надвор од судот. Во 2016 година, друг поранешен куќен помошник поднел тужба и добил одштета од $47,000 поради злоупотреба на работното место. Сара, таа беше обвинета во трет случај за злоупотреба на закани на нејзиниот персонал и третирање како робови. Сериозно, Сара? Едно забележително обвинение вклучува тврдење дека ги удира слугинките со чевли. Немам што да ти кажам, Сара. Некои луѓе имаа понешто да кажат за ова прашање. Шелдон Аделсон, истакнат сионистички милиардер, ја нарече Сара Нетањаху целосно луда. Негови зборови, не мои. Додека израелскиот новинар Бен Каспит во својата книга Годините на Нетањаху тврди дека Сара има тенденции на психопатија. Таа контролорот, а тој контролираниот. Повторно, негови зборови, не мои. Во 2020 година, кога илјадници израелци протестираат против владата на Нетањаху, Сара, сакајќи да стекне повеќе пријатели, во едно интервју ги нарече демонстрантите хулигани кои шмркаат некои нешта. Но еве каде станува уште посочно. За време на тековната израелска војна против палестинска Газа, Биби и тогашниот опозицијски лидер Бени Ганц го финализираа формирањето на национална влада за вонредни состојби. Додека Сара не влезе во игра. Таа наводно го одложила целиот договор бидејќи не го сакала Ганц во коалицијата. Мир од дома е мир во владата, нели? Предпоставувам. Омразата кон семејството Нетањаху експоненцијално порасна во март 2023 година. Илјадници израелци се вратија по улиците протестирајќи против планот на владата за реконструкција на судскиот систем во земјата, додека Сара ја средуваше косата во салон во Тел Авив. Демонстрантите беа револтирани и почнаа да скандираат: "Земјата гори, а Сара се шиша."
Таа мораше да биде придружувана од полицијата, но за среќа демонстрантите најверојатно беа евреи, така што генерално беа поштедени од етикетирање антисемити. Затоа што живееме во времиња каде што откривањето на вистината за се што е поврзано со Израел може да ве наведе да бидете обвинети за антисемитизам. Како и да е, според Сара, медиумите ги кријат сите прекрасни работи што таа ги направи. Но со оглед на извонредната кариера што ја имаше, дали може да се нарече најомразената жена во Израел? Да оставиме израелците да одлучат.